лето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Ако не ја направите Зорка да изгледа убаво, мислете му ја. Тоа беа моите први зборови. Први зборови пред да влеземе во етер и пред да почне шпицата. Но убава девојка, не треба за тоа да се грижи. Посебно добро вака утро црна. понеделнички, како влеговме, бре. Морав да се оправдам, јас се извинувам и реков дека јавно, секогаш кога те изнервирам, јавно прво ќе ти се извинувам. Да немам Може? опција да останам налутена? Па сега, грејота е ваква како тоа девојка го- да биде налутена. Девојка. Добро. Девојка. Добро утро и добро ни дојдовте во новиот термин. Денеска Да. почнуваме 9 часот и 50 минути, звук што се гледа, втора сезона, до 10:50, цел час. Со гости, со повеќе музика. Да. 1 час, 60 минути, се гледаме на МТВ, се слушаме на Радио 2, веќе и онлайн се гледаме и се слушаме, што значи дека ако сте во движење, не слушате на радио, сакате да не дзирнете, тоа може да го направите и на Инстаграм и на Фејсбук. И зошто се скарав мене утро во понеделник? Кај мене тоа влијае понеделничко расположение. Никогаш во Понеделничко понеделник не сум расположение, расположен. како би постапиле вие ако вашиот најдобар пријател постојано не ви крева? Тоест не ви крева во текот на целиот ден. Веројатно би се налутиле, прво би се загрижиле, Да. потоа би си рекле, ова е нешто намерно чим не крева, потоа да крене па да ни се јави. А јас имав бурен викенд и губив од спиење денот, се разбудив сабајле утрово во 2 и требаше да ти свртам во 2. Па ти да не ми се јавиш, па јас да ти се бидам луд. налутиш. На тема бурен викенд се надевам дека навистина собравте позитивна енергија која што ќе ве носи овие неколку дена. Натаму да си ги завршите сите работни обврски и секако со позитивна енергија против прежешкото време кое што не очекува овие неколку дена, некако да се спротиставите со позитива, да ја разубавиме последната недела од месец август. Да, со тик-так ни ја разубавивте, слушав за сармата утрово, се смеев. За сармата која За што сармата во наводно била Португалија. португалски специјалитет, вели кога видов што е тоа е македонска сарма. Португалски или бразилски? Бразилски беше така Виткана нешто. била, морам да го Ама јаделе во парафразирам, Португалија. како кавалче била. Како кавалче. Виткана. Не знам јас каква е таа сарма што се витка како кавалче, ама ако имате таква идеја, може да ни пишете. Да, убави моабет имаше утрово во утринската со тик-так и Зорка. Звук што се гледа некако во овој предпладневен термин, за некој утрински термин ќе проба да биде продолжение и на Радио 2 и на телевизија, на она што како позитива го имаме годиниве наназад на Радио 2, час и половина. Звук што се гледа, добро утро и добре ни дојдовте. Джингл. Ете сме ние назад со првиот ретрохит за денес. Тоа ни е новитет оваа втора Бидејќи сезона. сме дупло време на телевизија, решивме дека треба да имаме и дупло ретрохит, едниот на почетокот на нашето дружење, никаде на крајот уште едниот. А за самиот почеток ќе се вратиме на едни времиња кои што вака од оваа дистанца ми се многу носталгични, Да. ми треба кафе. Се извинувам, песна која од 90-тите, Може? посекако Добро, дека земи може. Песна од 90-тите која што навистина оставила некаков трак. Немој никако да го пробаш, заборавив дека е без шеќер. Јас имам без остро- шеќер. без шеќер? Да. Никако не го научив тоа. Како без шеќер? Ме лажеш. Оно кое Или што ова е нешто ново? мора да го научите е текстот, ако веќе не го знаете, а јас сум сигурна дека знаеме оваа песна која што навистина правеше па бум и по сите телевизии и по сите радиостаници. Да, Ног на крајлица на Ерзана, песна која што ја одбележа 1998 година, кога Ерзана со неа настапува на Макфест и ја освои наградата за најдобра изведба. Музиката е неизина, текстот го напиша Клементина Крстановска, аранжманот на Дарко Димитров, а подоцна токму оваа песна која што сега ќе ја слушнеме станува една од најпрепознатливите македонски хитови кон крајот на 90-тите години, а 20 години подоцна доби и своја верзија. Може да ја слушнеме сега? Може да ја слушнеме сега, се надевам дека ќе уживате во ова што ви го подготвивме. Ретрохит број 1 Ерзана. Сите ја знаат оваа Ног на песна. краљец. Сите ја знаат, нема Па, кој ајде не да ја знае, и пееме, ја помладите. чекам да почне. Забава со сина светлина, сама сумно знај, за тебе лудувам. Чекам да се појавиш, долеташ со сиот твој сјај.
па ќе се ставиш срце. Ќе се Ног на ставим кралица и Ерзана ја слушнавме сега. Чепкаме ние тука и да знаете кога се фотографираме правиме за стори за Инстаграм. Апсолутно. Само да ве подсетиме дека не следите во живо на Радио 2 МРТ и на нашата фан страна на Facebook и на нашиот Инстаграм Радио 2 МРТ. Знаеш, ова ќе ни биде како еден така солиден утрински, не подкаст, Доцно утрински доцно така да можеме да се искажеме. Види, ова е последната шанса на оние кои што не се разбудиле да се разбудат и да го Станувајте. фатат утрото, затоа што ние, јас и ти барем знаеш дека функционираме од рано наутро од 7:00 веќе сум на шминка, па потоа на емисија и еве сме тука. Мислам дека ова е последниот дел на утрото го фаќаме и да го фатиме, да го зграпчиме убаво за да ве однесеме кон поубави денови, кон поубави моменти. Ќе ги поздравиме сите оние кои што не следат, а не следат многумина. Многу сакам да ја поздравам нашата колешка Сузана Стефановска, која што гледам дека не гледа и не следи. И една од луѓето од кои сме учеле како треба радионовинарството да изгледа. Да, препознатливиот глас на македонското радио и на Радио 2 и препознатливиот Албатрос. Неколку Албатрос, месеци да, веќе на ни е Радио во 2. пензија, но кога ќе видиме дека не е активна на Па многу социјалните е мрежи, важно, не следи. Па како не е да видиш, важно? особено кога ќе добиеш поддршка од некој кој што навистина со годнина назад си ја знаел работата. Знаеш, така некои колеги повозрасни кога заминуваат во пензија, сега од нашата бранша, Така. не се мешаме нели техники и слично, тогаш што ствари сваќаш од колку си имал да учиш, колку ти Многу- не достига, така? Многу интересен момент, да, баш као тоа е, не знам со кого разговара, вели, почитувајте си ги помладите колеги, тие се тие што ќе ви испратат во пензија. Така што Да. треба да внимаваме како се однесуваме со помладите колеги со оглед на тоа што сакам голема забава за моето пензионирање. Ајде Од понеделнички да се сега вратиме ти да си на кажеш темите. колку имаш до пензија? Многу. Ама ако многу, остане до 60, до многу. 62 Доколку колеги сака за нека жени? остане, јас сакам голема забава, верувам дека и секој оној кој што го слави Аха. пензионирањето сака да замине со Чекај стил. да не ги зголемат старосната граница годиниве кои што доаѓаат. Време е да ги подсетиме дека може да ни пишувате на социјалните мрежи, баш затоа и ве споминавме и ве поздравивме, би сакале да ги прочитаме и вашите коментари, ама најважното што е? Да ни праќаат Фотографии, Ама, понеделнички апсолутно, да да. ве подсетиме за нашите подароци. Ние имаме навистина голем број на вакви убави шолички за кафе, Радио 2, звук што се гледа, не е нешто вау, не се некои пари или не знам што, меѓутоа е еден Тоа се ваков убав, замислив. скромен Ги подарок. дизајниравме, ги направивме да Ама ти? патуваат до вашите домови. И сега јас Нејзин ти дизајн, заедно. не, твој дизајн сега да по креативата повеќе е зорка, така да пуштите ни фотографија да ви дадеме шолички, тука ми се има веќе качано, имаме се уште останаа, не е добар дизајнот, не е добар, одличен е дизајнот. Одличен е дизајнот, а јас мислам дека уште подлични се нашите слушатели и гледачи кои што во моментов верувам дека ќе направат фотографија од нивното утро и ќе ни испратат на Facebook или на Instagram. Следно кое што сакам да го слушнем и гледаме е нешто кое што додека возам знам да го пуштам многу гласно и некако ми се совпадна со понеделничкиот стрес и нервоза од гужва, вратена е гужвата веќе во главниот град, како полека да се подготвуваме сите за 1 септември. Готово. А ова е песна која што не представуваше ќе ми простите, немаш да се На сетам која Евровизија. година на Евровизија. Во Данска но... беше, знам, 2014. Ете го човекот кој што памти информација, јас памтам ритам и заразни текстови, еден таков во продолжение, бидете тука. Ти беше сонце што ме смирува, нежен ветер што ме милува, вино жито што ме насмевнува, леден дожд што ме расплакува. Води ме таму кај спомените, само таму води ме, сакам таму кај што почна се. Врати ме назад во времето, таму ме носи срцето. Врати ме назад да живеам, таму кај што припаѓам. Сонцето веќе ме смирува, душата ништо не ја радува, само минатото ме лекува, кога јас во тебе силно верувам. Води ме таму кај спомените,
една од најбавите песни кои што не представуваше. Ритамот е тој. Значи кој што песната те е тера. одлична. А видеозаписот? Тијана таму видеозаписот се сеќавам, коментиравме сега додека гледавме ние во радио, знаеш како е, пуштаме музика, ретко сме гледале спотови, вака сега отворивме очи. Знаеш дека постојат песни кои што напамет ги знам и не знам како изгледа нивниот видеозапис. Еве на пример јас овој видеозапис знам, беше нели тогаш актуелен кога не представуваше Тијана таа година на Евровизија и некако ако ме држи добро сеќавањето поминале 12 години од тогаш, нели? Знам дека и тоа беше приказнато околу згодните момци во спотот, згодни македонци, тоа што ти го лоцираше сега, што кажа види колку убави дечки има во спотот. Ајде бре, не ме издавај тука пред цела Ништо Македонија. лошо не беше тоа си го коментиравме. Шала на страна, ви благодарам што сте активни на социјалните мрежи. Се радувам кога нашата комуникација е двонасочна како што е денес. Ке ве поздравиме сите вас, но претходно сакам да позборувам малку на денешен ден. Две убави. Денешен ден. Три убави нешта. Три убави нешта. Меѓутоа првите две ќе ги кажеме сега, а потоа ќе дознаете кој е третото нешто. Знаеш што, многу интересна работа што луѓето ни светот некако секогаш наоѓаат начин како да им одадат почит на нештата и на работите кои што можеби нас не изгледаат чудно или едноставно, а тие сепак сакаат да им дадат некаква почит или значење. Еве јас ќе те прашам како предпоставка за овие два прво, чисто Добро. твој одговор да ми дадеш. Дали некогаш би измислила ден на Не, нешто на пример, вакво? што па не знам за вафлите, ајде некако ама ми фали ножот. ден на жолтата боја. За се Ми има фали. веќе ден. Нема, мислам Не? дека не сум начекала. Ми фали ден на бројот 4. Ми фали ден на доцнењето. Ама затоа не ни фали ден на вафлите, тоа е денеска. Апсолутно, и го Тоа имаме. сакав, што е твојата предпоставка, зошто некој се сетил да имаме ден на вафли? Сега ќе ти кажам зошто. Всушност вафлите многу интересен начин дека не се само за јадење, туку представувале и мотивација, но и идеја за нешто друго. Дали знаеш дека од една модла, односно калап за вафли, всушност било подпомогнато да се создаде нов вид на ѓон кој што се користел за патеки наменети на трчање. Што? Ја има следнава ситуација, еден тренер по атлетика, типот се викал Бил Баурман, постојано бил во потрага да направи подобри позгодни патеки за трчање, нели својствено тоа што е тренер по атлетика, па му Добро, требало нешто да. подобро. Во 1971 година си појадува човекот, сопругата наваму натаму, чајче, кафе, и ја гледа модлата за вафла и вика што ако јас ова го ставам на ѓон за патика, дали ќе ми помогне подобро да трчам и да вистина пробува. Неговиот експеримент е успешен и оттаму дури и од вафлата не е само вкусен појадок, туку модлата за вафла знае да биде и совршен ѓон за трчање. Инаку, ако добро се сеќавам, баш на денешен ден, пред многу години е измислена и тавата, односно модлата за вафли, токму денешниот ден станува интернационален ден на вафлите. Што убаво вака ете домаќински моабети, вафлите ќе ги спојам со ножот. Мислиш, јас правам дома и готвам вафли на голема. Да, денеска е и ден на ножот, нели? Кога ќе кажеме ден на ножот звучи како нешто што би требало да го прескокнеме, ама всушност така има и интересни факти. Јас овој факт исто кој што го дознавме подготвувајќи емисијава го слушнав некаде пред неколку месеци на некој документарец. Во гробницата на Тутанкамон бил пронајден железен нож за кој научниците подоцна откриле дека е направен од метеорит. Ножот. Браво. Да. Што му е на Тутанкамон во гробницата нож? Бев таму минатата година во Египет и морав да го посетам тој новиот музеј. Добро. Го видели ножот? Го видов ножот, го видов и музеот, ги видов и пирамидите и навистина тоа е нешто кое што треба да се почувствува и мислам дека не е единствен нож направено. Тоа сега ми се враќаат филмови, ни збореше нешто во дичот околу метеорити, ножеви. Ама тогаш гледаш да направиш некој добар рил. Знаеш што сакав да те прашам? Не. Дали знаеш дека тап нож е многу поопасен од остар нож? Не. Затоа што многу лесно може да ти се лизна и да направиш белја. И затоа ќе бидете многу внимателни и нема да си играте со ножиња рано по сабајле. Значи кога имаш тап нож некако концентрацијата ти е Па да, секаш нема шанси да се понамалена. исечам и најчесто се случуваат за жал несреќи поврзани нели со сеченици, со користење на тап нож, затоа ќе бидете многу внимателни, а Со тапи ножови. со секакви. Добро утро или добар ден. Ние сме на Радио 2 и ако се нашите слушатели моментално збунети на радио, само да ги потсетиме, денеска имаме нова програмска шема. Звук што Да. се гледа е во нов термин, предпладневен, утринско предпладневен од 9
9:50 до 10:50, а веднаш потоа од 11 часот е новиот термин на ритамот на денот со колешката уредник Рашела од 11 до 13. Ето. Значи ќе имате цел ден одлична програма, а знам дека ќе имате и нешто следно кое што заедно ќе сакаме да го испееме. Тоа се Влада Невски, Пајаки Двабана. Ова е само наше Скопје. Имаме ни гостин во студиото подоцна малку, а ќе се вратиме ние сега на третиот светски ден после песнава малку да се посмееме. Ќе ти се допадне. Аха. Растем во Скопје, ова е мој град. Се слушаме од гласни сите улици. Тешко е на старт, заедно сме овој пат. Чаши горе на здрави за нови победи. Може да бидеш се, но прво биди човек. Проблеми имаме, но ги држиме под конец. И да ме бутна доле, нека знаат кој се борел. Скопје е мој град, врте мојот корен. Нека судат, нека зборат, полно срце чувам образ. Огнови во душа горат, оде ќе ме памтат. Ова е само наше Скопје, тука ни е се. И се дори сме живи, ке го сакаме. Ова е само наше Скопје, тука ни е се. Овде се дори сме живи, ке се враќаме. Големата слика, умали детали, победи, слави, златни медали, спомени стари низ улици, згради, големо срце чука во гради. Отварам врата, луѓето ме пратат, директно од калта, на врвот ке ме памтат, апетити растат, не гледаме назад. Овде перспективни деца растат. Нека судат, нека зборат, полно срце чувам образ. Огнови во душа горат, оде ќе ме памтат. Ова е само наше Скопје, тука ни е се. И се дори сме живи, ке го сакаме. Ова е само наше Скопје, тука ни е се. Овде се дори сме живи, ке се враќаме. Убаво е Скопје од авион и од дрон. Тоа го сватив кога беше ковидот. Многу снимки од дрон почнаа да се појавуваат тогаш вака. Да, високо. си имал ли можност да леташ навечер? Да, со Многу хеликоптер. убаво изгледа. Да. И тоа од Скопје до Крушево и нас. Се ти сеќавам нешто тогаш се организираше еден концерт за Тоше во Борис Трајковски. Нели во спомен на Тоше, првите години после несреќата беше 2008 или 2009, така беше нешто. И знам во таа телевизија кога работев тогаш, една приватна телевизија подготвува некоја најавна шпица за концертот и летавме од Скопје до Крушево и назад. Требаше ме викнаш ке ги носав Па не каблите се ако ништо друго. познававме тогаш. Јас сум секогаш да помогнам на пријатели, а ќе ви помогнеме ако си барате причина за денешниот ден нешто да испразнувате, ако не сте баш љубители на вафли или на ножеви, на следното можеби и ќе бидете. Македонија, добро утро, 10 часот и 13 минути, вие сте на Радио 2, ова е прво издание на Звук што се гледа за оваа недела и прво во новиот термин од 9:50 до 10:50. Подсетувам за нашите редовни слушатели на Радио 2, ритамот на денот од 11 до 13 часот. Така, а јас ќе потсетам дека денес имаме уште еден светски меѓународен ден кој што се празнува, не знам дали знаеш и дали би го празнувал, тоа е моето прашање. Што? Имено се работи за меѓународниот ден на чудната музика. Мислам, јас па како велам што, знаев дека е тоа, интересно и затоа Не случајно те прашав дали би го празнувал со оглед на тоа што јазите сме радиоводители, директно постојано сме во допир со музика. Да. Сега тука е малку дискутабилно. Што Добро. е тоа чудна музика? Дали ако нели сега јас слушам, не знам, поп, па сега почнам да слушам рок, па излезам од мојата музичка комфортна зона, па тоа за мене е чудна музика или Па не не знам знам, некој турбо веројатно, фолкер да. кога ќе слушне метал или тој што слуша метал кога ќе ја слушне Теја Таировиќ на пример. Па, Замисли, па тоа е чудно. Кај најде Ема тие сега кажувам пример. Идејата е барем денес да излеземе Одам од крајност во крајност. Да, одиш многу од крајност, ама многу си блиску до тоа што Ајде. всушност и денешниот ден представува. Вели идејата е барем денес да излеземе малку од нашата музичка комфортна зона. Што значи
Значи, ако слушаме поп, денес може да преслушате джез, може да преслушате рап, може да преслушате рок, се тоа на кое што мислите дека е добро, па дури и турбо фолк за оние кои што не слушаат, пробајте. Не верувам дека многу не ќе ве осудувам тука ништо тама бенди са, работа. но Не, моабетот ми беше само споредба, нели, ако некој се слуша турбо фолк, ако слушне, не знам, нешто од не знам, поп или Од рок, рок, нели, да, ќе ми да, биде да, најверојатно апсолутно. чудно. Инаку денот го основал музичарот и композитор Патрик Грант. Неговата идеја била музиката да ја слушаме без предрасуди. Уште поинтересно, овој ден првично бил и начин да го промовира својот нов албум во 97-та година. Ако денес нешто ви пушта чудно, немојте веднаш да го менувате, едноставно дајте му шанса на сето она кое што музички не ви е комфортно, а може да се обидете да го разберете. Односно меѓународниот ден на чудната музика. Денеска доста и активни сте на социјалните мрежи, Радио 2 МРТ на Facebook и на Instagram, а веднаш по Сара Мейс и Не ме сакаш, ние ќе се посветиме малку повеќе и на вашите коментари, да видиме што се служува по социјалните медиуми и да ве потсетиме како може да добиете еден наш подарок, спомен од Звук што се гледа. Добро утро, добар ден. Бидете така. Добро ќе спеш. Мене ти да ме сакаш. Ти за мене би се борел лудо. Може би јас и ти ќе бевме нешто друго. Ноншалантен си не се сака така. Се грижиш ли како ми е вака? Мене ни поздравуваш, како некогаш не доаѓаш, само далеко погледнуваш ти. Веќе мене ни посакуваш, веќе мене ми приоѓаш, дури не ми се насмевнуваш ни. Ноншалантен си не се сака така, се грижиш ли како ми е Ете, само што, значи нема пубаво кој ќе добиеш една ваква порака на Вибер од рано Една наутро. многу. Сега и со твоите, јас имам едно кученце тука во близина на МРТ, Добро. Белка, ја викаме, јас од Белка. кога уште работам во телевизија, веќе е премногу стара и слично, и 3 дена ја немаше да ја дадам да јаде. Да, И- рече дека си загрижен Да. во петокот, ја бараша И Белка. Еве само што добив порака од другата женичка која што ја храни, вели ете тука е Белка да не се грижиш. Белка е Белка, на Белка ме место, вие уплаши. сте на- Чудна работа, 3 дена сум така нерасположен, навистина не ми беше жал, стара бабичка. Јас да знам ја дека Белка е нема. во прашање ќе ја земе в дома, да И еве бидеме сега си сигурни. добив, добро е. Радио 2 МРТ сме на Facebook и на Instagram, ни пишувате и комуницирате таму, не гледате и во живо секако на нашите профили, не гледате и во живо на македонската телевизија. Мој во овој влог да ве потсетам, Звук што се гледа обезбедува вакви убави подароци за сите оние Така е. од вас кои што ќе ни испратат фотографии. Фотографиите ќе ги објавиме во текот на утрешниот ден. А еден, ако ви кажал мини новитет кој што ќе го имаме од денеска, Да, ќе имаме среќна, ама на вистина среќна вест, која што не прави да бидеме горди или ги следи успесите на нашите млади тука кај нас
надвор, било што кое што навистина ви измамува искрена насмевка и радост, ќе биде во фокусот на нашата среќна, ама навистина среќна вест на денот. Па и овие луѓе да ги носиме во студио кога ќе си биде дома во Македонија, ќе биде најубаво. Па би сакала да се запознам со такви умни умови. И баш на тема умни умови имам еден таков. Што е тоа? Станува збор за младиот македонски научник Вангели Гешковски, кој што е коавтор на научен труд објавен во едно од најзначајните светски научни списанија. Тој го постигнал ова како дел од своите докторски истражувања во Франција, каде што се занимава со тоа како растенијата растат и кога преминуваат во фаза на цветење. Звучи малце едноставно, но во исто време многу комплицирано, ама наједноставно кажано, истражувањето може во иднина да ни помогне подобро да разбереме како растенијата се приспособуваат, например, и растат, особено во услови на вака различни климатски промени, никогаш многу топло, никогаш многу ладно. Сериозно, тоа не е добро за здравето на растенијата. Искрено, најбавиот дел од ваквите вести е што не потсетуваат дека и луѓе од Македонија секојдневно работат на големи работи за кои што можеби не слушаме доволно често, ама ние ветуваме дека ќе им направиме место. Да, тоа беше денешната среќна вест која што ја пронеде мојата колешка Зорка и ете докажавме уште еден дека уште еден наш човек остава свој печат во светот и тоа дефинитивно е вест која што треба да ни го разубави денот. Да, имам... Вака успеси да се славиме, тоа е да, најважно. имам уште нешто кое што може да ти го разубави денот. Ајде, не не гледам. случајно IQ со убава. Добро утро. Добро утро. Не, стварно вака не можам, 1500 зборови и пак не те разбирам. И доаѓам да си полудам, да се спакувам и одлетам. Таму негде сам, и кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се. Само тебе, и кога ќе те видам, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам, и кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се. Само тебе, и кога ќе те видам, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. Води ме, не ме прашувај, ти знаеш добро да ме возиш, не се преправај. И еве ќе ти признам, некогаш не можам да те поднесам. И кога ќе ми речеш убава, убава моја, заборавам на се, да сакам само тебе. И кога ќе ми речеш убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. И кога ќе ми речеш убава, убава моја, Заборавам на се, те сакам само тебе. кога ќе ми речеш убава, убава моја, Толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. Одевме 7:30. Имавме проблем за гости, така малку, и имавме проблем да добиваме вакви убави сладки фотографии од родители кои што во моментов се дома, не следат и во живо, не слушаат и на радио, колку убава комбинација. Зашто зборувам, гледаме во моментов, добивме една таква добра фотографија. една Мислам добра се слика. стопивме гледајќи ја фотографијата. Ќе видите Поздрав до утре. Александра од Битола.
И веројатно еден од најбавите наши гледачи и слушатели кои што чита и ужива, вели ние вака утренски морам кавалите да ги искоментирам, ми го направивте денот и вие не го правите нас денот секогаш кога ќе ни пратите фотографии, многу се радувам што е тоа така. Александра пише ни како се вика малиот шампион и колку нема тука ни годинка уште така? Не, Што гледам а јас. веќе знаеш што е квалитетно. Да, ќе го поздравиме Ристе, ќе го поздравиме Дејан, ни стаса чинам дека и некоја порака од Битола на Битолчани Така, тоа утринава многу така. Да, многу во Битола. Па ќе да си го преселиме ние Битола. студиово во Битола. Нема не биле лоша. А следната рубрика која што исто така си измисливме, а верувам дека ќе ви се допадне, се работи не за измислени, туку за вистински вести, кои што едноставно нема да ви се верува и ние баравме име совршено со Вани, на крај решивме дека ќе се вика нема да ти се верува на денот. И нема да ви се верува што тоа се случува низ светот, а ние некако сакаме да го пренесеме и да се изнесмееме на истото. Да, во нема да ти се верува или не ми се верува, вие Како сака да представуваме крстате? Анхелес Дуран која во јавноста станала позната токму по своите необични правни и по своите уметнички идеи. Во 2010 година Анхелес отишла кај нотар и составила документ со кој се прогласила себе си за ни помалку ни повеќе Што? собственичка на сонцето. Собственичка на сонцето. Ти ја видели таа жената минатата недела ја пишуваше во Британија што од озборувања од комшилукот си купила 2 стана. Требаше да го кажеме во утрешното издание. И ова нема затоа да не се ме верува на чуди. денот. Значи, ништо не ме чуди, дека секој си се луѓето- снаоѓа. Ама ова е вистина, си купила 2 Да. стана, знаела се, леле, ние тука во куќава колку пари можеме да направиме со тоа. Нема да коментирам на таа тема. Па не, ќе во ви сите кажам големи дека, фирми е тоа. Да, Секаде. апсолутно. Е. Многу е интересно еден ден да се разбудите и да ви текне дека сакате да бидете собственик на сонцето. Да. Го купила за 0 пари, а нејзината Добро. идеја била Кој да го почне... продал? Па не го продал никој. Отишла на нотар и рекла сакам да ме запишете како собственик на сонцето. И сега ти нотарски веројатно можеш што сакаш да си пишеш. Па јас ама тебе тоа- можам да запишам дека ти да ми бидеш собственик сега, да одам сам и да кажам Зорка, од утре Искрено да бидам не мој знам и ќе собственик. барам помош од некој нотар да прашам како Да овие работи викнеме на функционираат. вистина. Може да Може. прашаме некој нотар, може во некој студентски издание да прашаме нотар како функционира тоа, дали ако сакам јас да бидам собственик одеднаш на нешто Ако не кое слуша што- некој нотар, нека ни пише во моментов, слободно утре може да дојде. Ние ќе се јавиме кај некој познати, Апсолутно. ама во моментов нека ни Е, сега, пише. Анхелес сакала да си го купи сонцето за да си наплаќа електрична енергија, односно енергија од сонцето. Добро. Меѓутоа овде не завршува низината приказна. Не знам дали знаеш дека пред некоја година и било многу досадно и решила да изнеме музичари и да го слушне оној познат крик на Тарзан. Добро. Сега не би го правила на радио, на телевизија, ама знаете на кој крик станува збор, да го запишат на партитура. Зошто е тоа така не знам, Добро. но во исто време направила и партитура за која ако седнете и ја изсвирите ќе ви требаат 180 дена. Мислам дека оваа жена има многу слободно време. Па вака кога читам и кога гледам што се направила и на крај завршила со сонцето. Сакам да видам дали дома ја изчистила. Сакам да разберам дали сфатила дека не може да биде Че има собственик на толку- сонцето или се уште така се представува. Како завршува? Има крај приказнава или нема крај? Приказната нема разврска за сега, ама знам што е на кое што има разврска, тоа е овој влез и следната песна која што ја слушнаме за да Ване го промени мислите со нашиот Да, гостин. ќе се Имаме дојде гостин од тука. гостин. После подолго време од паузава. Прв гостин е оваа Прв сезона. гостин во втора Да. сезона. Видете. Добро утро. Го памтам оној негов поглед од оној ден и не знам зашто не е овде повеќе. Како од небо парчиња
ангелско око ме гледа, тоа ми даде идеја да мислам само на неа, а дали сонувам се, лесно ми влага у мисли, нема простор за мисли, меѓу нас има искри, нешто големо изби. Околу неа има луда фама, оној нејзин лик, само тој го сакам. Меѓу нас ова долго трае, ова срце мое, само ти го дај. Ме сониш, ти ми збориш и ме допираш со твојот нежен глас. Тие бисери се мои, мојот бисер добро стои на твојот врат. Barem onaj nego pogled od onoj den zatvorim oči, to je ovde, a nekada beam za drugi ludzie, to mi sonuva. Energija mi predava cel nego sjaj, me dopira. Zato znam, me sonuva, me sonuva, me sonuva. Kamen daje može li, oči ima biseri, saka da me poludi, ima oči angelski. Kamen daje može li, oči ima biseri, saka da me poludi, ima oči angelski. Kamen daje može li, oči ima biseri, saka da me poludi, ima oči angelski. Kamen daje može li, oči ima biseri, saka da me poludi, ima oči angelski. Kamen daje može li, oči ima biseri, saka da me poludi. Друштво, добар ден и добар ден за првиот гостин во звук што се гледа во сезона 2. Пред да ми го покажат камерите и пред да зуцна, човекот со две презимиња, за кои сите прашуваат, а јас начув што е работата. Година на производство 91, многу сме близко. Собственик на Цана, која што е директно потомок на Цане, за кој што ќе прашам каква боја и каква сорта е. Еден од првите македонски јутубери, човек со кој што можете да разговарате буквално на сите теми, а бога ми може да кјутите и само да го гледате и да се смешкате затоа што има таква позитивна енергија. При тоа да се восхитувате на неговата упорност, истрајност и позитива со толку малку години, толку многу успеси зад себе, мислам дека најубаво што можев да опишав, иако ова може да траеше 5 минути, со оглед на тоа се што имаш направено во животот. Прв пат во звук што се гледа, се надевам нема последен пат да биде Томислав Стаменковски Тофиловски. Вие го знаете, ние го знаеме како Томски. Така е. Точно е, здраво. Како сте? Фала ви на поканата прво. Како си ти? Те разбудивме ли многу од Сабајла? Па не, навикнат сум, можам и да станувам порано, но право да ви кажам, разочаран сум многу. Зошто? Па не знам на стори дали видовте, имав објавено стори со Стефан што се случи вчера. Да, Стефан Николовски. Нешто недостасува. Да го поздравиме, да го подсетиме, да го како... Си ги избриша сите постои од Инстаграм, емисијата од Виц битка не се објави вчера. Има тоа многу работи кои што јас не ги знам. Има многу зашто и како, но не би навлагал искрено. Ако сака он да си каже или ако дојде време да си каже, ќе Мислиш си дека каже. ќе ни кажа кога викнеме? Па не знам, пробајте искрено, ја не би навлагал повеќе дека човекот има тешка рака и не би сакал Тешка? да не би сакал да навлагам понатаму. Јас имам долга нога, ама Не, тука веќе да. други работи се во прашање. Може ли да преминеме на тебе, затоа што сериозно сметам дека си неисцрпен материјал, како материјал би го нарекла тоа, со оглед Па на тоа бога ми што... материјал сум уште. Ајде, материјали сме, па тоа е капиталче. Прашањето ми е, ти си еден од првите македонски јутубери. Некада почетоците ти се во 2008-2009 година, кога тогаш всушност и YouTube сцената не беше толку активна како денес. Не размислувавте ли дека еден ден од интернет може да се направат пари? И моето главно прашање е, сметаш ли дека забавата, можеби од таа перспектива е поголем мотиватор од тоа некој да заработува на интернет? Сега ова со забава е малку
Затоа што се гледаше дека искрено вие се забавувате на тие видеа. Така. Леле, кафа коварица. Браво. Какво Ето ти. Така треба. Прв гостин. За уво. Чекајте, се надевам дека не го попари. Тамане. Го собра вака. Добре. Го собра вака, дај со ливчињата. Добре, Ти таман. дали си добар? Супер сум, одличен сум. Ето ти. Види, мора по нешто да го памтиш Кога станува за интервјуто. забава, еве забава да се случи. Не, се шалам. Све почна од забава. И врската почна од забава, нели? Да. Викаат се забавуваме. Се забавувавме, И да. бракот почна од забава. И таму се После забавуваат. колку е прво забавно, на тоа е мацията. друго прашање. Ајде на Сака дело. човек да направи добро дело, и ама нема многу добро Да. е некој. Фала ти. Јас многу ти се извинувам. Нема Купам на нови панталони. Тама. Дали слушнавте? Тама работа. Материјалот е Фатано е на многу тет- лесно се чисти, тета. така Да? да. Добро. Тука би можел да скокне некој спонсор. Еве ние ќе го исчистиме. Ако му текна на некој. Каде застана? Викам све Се почнува дружевте, од забава, и врската почнува, и бракот почнува од забава, и финансиите доаѓаат од забава, ако се забавуваме многу. Значи сакаш да ми кажеш дека можеби најсовршениот начин да почнеш да заработуваш е нешто го правиш од љубов и од забава, потоа да си дојдат парите. Така си е. Така. Океј, правевте пародии на песни за оние кои што не знаат. Најголем дел од изведувачите беа воодушевени и позитивно ги прифатија вашите обиди, например како ДНК или Азис, Ама дали никогаш некој би се јавил да ме направи салата, затоа што Да, имавме Смееме ли ни да требаше, кажеме? како не, МС Јанко, направивме пародија Ти моје злато. Аха, неговата, да, добро. Да, и пародијата беше од тој момент, мислам дека најгледаното нешто кај нас на YouTube. Мислам И најгледано сериозно за се тој. налути. Па да, се налјути и ни пушти првиот за 24 часа имаше околу 60.000 прегледи тогаш на YouTube. Добро. Ни ја блокираше. И пак ја Ве реобјавивме, ја реобјавивме и ни стигна опомена дека ќе ни го Тоа избришат сакам да те прашам, каналот. дали таквите работи всушност се мотивација плюс да одите појако или никако се плашиш па си викаш окей, па можеби не требаше Па, толку многу. Што знам, ние тогаш ја отстранивме, после ја објави друг канал и така си остана, пак има доста Преглед? прегледи, но во тој период не демотивираше. Тоест не демотивираше, после почнавме, или тоа беше пред малку со периоди ептено дамна Ова е беше многу сега. давно, Да. 2009 година. И почнавме да менуваме и целосно и музика на песната, За да и нема целосно да менуваме, зашто да ви се наудат. целосно да Сега, менуваме. прашањето ми е, знам дека сите кои што сте биле дел од Џимиринки, тогаш, сте веќе успешни во кариерата, но во различни правци. Мислиш ли дека има шанси некогаш повторно да се обедините повторно? Затоа што мислам Едино- дека фали нешто така. Да, и ја мислам Никој не го продолжи дека, вашиот пат. Да, мислам дека да се најдат такви будалетинки како што бевме ние да прават такви глупости, нови, да се прави со нив е многу тешко. Да. Ние сме стари веќе. Производство Ние сме- 91 година, кратете ние го, сме, да. не сме стари. Ние сме стари, но ако би го направиле пак, би имале милионски прегледи. Да. Сега од оваа перспектива со вие ресурси, Па да, со мислам вие идеи. сега да се влезе, да се прави некоја пародија, ќе изгледа. Не знам, еве, нека пишат остатокот, ќе ги тагнам во овој рил остатокот од екипата и нека пишат коментар, па ќе видиме. Чекај каде Ќе да ни биде гледам, драго. Не овдека знам, да од гледам, многу да. страни се Значи гледа. остатокот од екипата од Џимиринки нека пише коментари на овој рил и ќе одлучиме дали ќе правиме нешто понатаму. Ти ја Нешто следам ново. кариерата и знам дека си имал промени неколку. Долго време си бил човекот зад камера, зад сцена, менаџер. Многу е тешко тоа да се прави, си бил тур оператор. Запозна и работеше со многу наши, но и со многу балкански звезди. Сега прашањето ми е, устана ли некој со кого ти е се уште неостварена желба да сработуваш, да се речеш само уште со него да бев? Што знам? Размислил го. Не, вака, да, тешко прашање. Да уште да го работев тоа. Би Веројатно кажал, ќе ги да, запознаеше сите. би кажал, не знам, 50 Cent или Snoop Dogg. Дека 50 на Cent и јас би сакала 50 Cent имаше Знаеш тука кој? Шон Пол. на Шон Пол, па што знам. Многу би Да, сакала да, концерт во од- Скопје на Шон Пол. Од тоа време Ама не на Жешково, тоа кога ги се размрдаме нема да биде баш поднослив. треба на отворено да биде, на отворено. Апсолутно на Мислам и отворено. како се има проваја доста. 50 Cent и Snoop Dogg би рекол,
Од оваа сега гледна точка би кажал истите, ама да снимаме контент заедно, некаква добро содржина било. или Да, влогови. баш би или сакала било. да зирнам како тоа изгледа од другата страна, кај што никој не гледа, а ти всушност гледаш се и менаџираш. Кратко и со еден збор. Што е потешко, да бидеш поддршка, да бидеш тој што се грижи се да се направи или да бидеш тој што е во фокусот како што си сега? Да бидеш тој што си у фокус, ја би рекол, бидејќи немам уште еден Томски да биде позади и да се грижи, Леле, да уште биде 3 све како Томски ни што треба, апсолутно ни треба. Пардон, за 3 Томски у моментов работам. Аха, добро. Ама па чекај, ако дојде уште еден, може хаос да настане. Мислиш дека не би се согласувала? Не ми треба, тамане. Не? Со тројца ќе се снајдам. Сега прашањето, што е најголемата заблуда што луѓето имаат за тебе затоа што те гледаат само на интернет? Мислам дека ќе погодам. Иначе кафенцево си историја ма доста добра. Нели? Ќе го доправим. Најголемата заблуда да кажам или ќе кажеш? Ја мислам дека луѓето сметаат дека си секогаш насмеан, а тоа не е возможно. Така, Нели? јас истото Тешко сакам ли е да го... се носиш со тоа? И истото сакав да го кажам дека Томислав Стаменковски Тофиловски и Томски не се исто. Томски е креиран од Томислав и тоа е заблудата дека се исто. Така. Само- Ова ми даде одлична идеја за тоа јас дека сум Зорица Николовска, а кога сум Зорка сум некој друг човек. Да. Многу мисли моја. интересно е. Ако еден ден седиш со твоите внуци, треба накратко да им раскажеш во 2-3 збора некој ноќен живот на генерациите наши кои што го посведочија, ти директно си бил креатор на дел од тие работи. Што ќе им кажеш? Да раскажам како дедо. Како дедо еве кратко во една реченица. Во наше време, внучко, дамнешни времења. Ти се треса раката, чекај. Да, малку немаш вака, се. чекај да пинам малку од ова кафенце. Ноќниот живот креираше многу звезди и пријателства. Дедо беше таму. Да не речам. Забелјана вистината, сакале или не сакале, дедови е многу близок пријател со тие звезди и многу убаво си поминуваше и ден денесе, а и ќе биде. Сега, внучиња, ако сакате и вие да имате таков ноќен живот, да си поминувате така како дедови што Така. поминувал, треба да искочите со дедови, у чаршија што би рекле. Тонче, ќе ти се спие, тогаш не се зек. Тава работа, ја викам нека ме предизвикаат внуците па ќе видиме. Дедо Томски спие вака, Да. на се паре. Тава Нека е работа, фино. ќе зуиме. А ако нешто да се случува, Да. што е едно нешто што секогаш може да ти го направи денот подобар? Денот подобар. Една работа. Прво ќе кажам Цана, тој што има куќе ќе ме разбере. Цане жив ли е уште? Цане, да, Да? жив Добре. е, како не, поздрав и до татко и на Цана. Прво ќе кажам Цана, а второ ќе кажам Мани. Must be funny. Ја, така, ова да ме разберат и тие што немаат куќе. Та разбра сите и на Да. крај кратко една реченица што би му кажал на Томски од 2009 година. Да може да те гледа сега. Да може да ме гледа, би му кажал прва работа, многу да пази на себе, прво, и многу важно. Второ е поврзано со прво, здрава храна, многу. Многу healthy lifestyle, многу повеќе healthy lifestyle. И друго што би му кажал, трета работа, би му кажал без скочница, само газ. Одлично. Ако сме кај газ, да најавам на мојот YouTube канал ново шоу кој ќе биде поврзано со автомобили, гаражи, многу газ, адреналин и интересни работи. Сакам да гледам и едва и чекам. Знам дека тоа што го креираш мора да биде 10 од 10. Ти благодарам и што го најави во нашата Да. утринска Фала и ви што го за слушна и внимание. што го видоа сите. И ти благодарам што беше нашиот прв гостин за сезона 2, звук што се гледа. Се надевам дека ќе го повториме ова, затоа што кај тебе беше многу тешко во 10 минути да се склопи се. Фала ви на поканата, прв пат сум овде како Прв пат вас. си имаме тоа? Прв пат сум мислам на снимање, да, ако не се лажам. Многу се радувам. Да, и Ете, те фала потуривме со кафе, нема за да да се заборавам. сеќавам, еве готово веќе ја нема дамка. Какви се овие панталони за децава да купам од истиот материјал? Ќе после емисијава да не спомнеме. углопуваме реклама. Така? Сакам да им кажам Уште еднаш јавно да ти се извинам за кафето. Прв пат ми доаѓа човек на гости го накажав. Мора да не памти некако да се разликуваме од другите, ама знам дека ќе не се вратиш повторно.
Во Без секое време фала им на вашиве слушатели и гледачи, бидејќи ова е звукот што се гледа, така? Звукот што се гледа. Ова е местото на злосторот, ќе го видите ке нас на Инстаграм како изгледа местото на злосторот. Леле, да, страшно изгледа. Ние додека си го спратиме тонски да се изгушкаме, испоздравиме и извиниме. Антонија Гиговска слушаме со прво, види се себе. Новитет. Не сум мирна вода, јас сум бура. Не се читам од еден поглед. Од тебе сакам само сигурност. Не ми збори денес може, утре не. Осам товар што многу ми тежи. И тажна сум во секоја смеа. Затоа не ми стварај немир. Немир кој тешко ќе го поднесам. Не сум казна, не сум игра, не сум ниста ко ти. Лажеш кога викаш остани, дека не ти значам ништо. Без срам. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Не ми збори ќе биде подобро. Покажи ми со мали работи. Кога светот против нас се, ти биди моја светлина во очи. Ако некогаш се промениш, ќе бидам тука да ти подадам рака. Мене не ми треба совршен човек, ми треба човек што ме сака. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Гости, нека го почнавме малку. Не, чисто сакам само да им навам на следните почистивме, гости дека нема да не ги барат стураме кафе. за Замислите дека зашто не помисли никој дека тоа го направив намерно? Затоа Ми што- дошол на гости и ми бара кафе. Затоа Ја што треба да се спонтано може да малтретирам. ти се случи да Да, и да историш видат кафе. другите гости дека истурам кафе да не бараат. Да кажат овие имаат па се расфрлаат со кафење. А сега Како и на да. крај, да видиме што најмногу сме гуглале во изминатиот период, нешто сте пребарувале вие лично, да не се разбереме погрешно. Можеме и тоа да провериме. Кои зборови и фрази најчесто се појавувале во пребарувањата кај нас? Што извлече? Времето утре, температура, министерство, без да се наведе кое министерство, Реал Мадрид и Формула 1. И од овие 5 збора може да се составите реченица. Сега искрено ја пробав да составам реченица, Ајде. ама не ми паѓа на памет. Единствено нешто можеби утре прво ќе провериме какво ќе биде времето и температурата, после ќе видиме што има ново во министерството, а ако остане време, Реал Мадрид и Формула 1. Па јас Не имам ми и учи. пократка. Времето утре ќе има идеална температура за нашето Министерство за спорт да ги откупи Реал Мадрид и Формула 1 и да ги донесе во Скоп.
Ајде да бидеме сериозни и да направиме само една Кој компарација министер за дека спорт? Може не слуша, може Појма ќе ни немам. дојде, па ќе составиме Може. реченица. Така. ќе составуваме реченици накнадно. Чисто само сакав да направиме една компарација, например, кај американците гуглањето и сето она што пребаруваат е многу поразлично. Например, Што? една актерка, некакво масовно повлекување на пилешко од продажба. Појма немам што се Добро, случува. имаат и Нов проблеми, хорор вајде. филм, Да. фудбал, некој сајбер напад. Момче оставено на планина во Фуџи, не можам да најдам за оваа информација, банкрот, затемнување на месечината и некој принц. Значи, кај американците најпребарувано е тоа, кој го остави детето на планина, зошто го повлекуваат пилешкото од продажба, дали ќе банкротираме и кога е следното затемнување на месечината од прилика, нешто така? Да, и после некој ќе каже, ние сме драматични, ние барем за спорт се интересираме и за времето утре. Најубаво. И најголемата дилема е дали утре да земеме чадар. Најубаво. Што? Дали Тоа е безбедно Балкан. пилешкото и што побогу се случило со детето на Фуџи, ќе се обидам да најдам информација и веќе утре да ви презентираме, а крајот на ова издание ќе го завршиме со ретро-хитот. Со ретро-хитот, кажавме Број од денес, два. да, Да. кратките детали само. да. Од денес почнуваме од 10:50 до 10:50, час време, звук што се гледа. Колешката Рашела продолжува од 11 часот на Радио 2 со ритмот на денот. Чао, чао. Главниот говорен уредник на Радио 2, Рашела Гинова Карафиловски, автори и водители Ване Марковски, Зорица Николовска, реализација и Радио 2, продукција Радио 2. Денес сме кој датум? 24 август 2026. Чао. Чао. Sluša